Дечиња, денес на овој час по македонски јазик ќе обработуваме многу интересен расказ токму наспроти празниците што ни доаѓаат. Се наоѓаме во нашата читална, која честопат ја користиме по македонски јазик. Можеме да отпочнеме со работа? Да. Насловот на расказот е Незаслужениот подарок. Би сакала еве вака низ разговор, со помош на наставната техника ГРОСТ, да го дефинираме, да го разјасниме, малку да го објасниме зборот подарок. Што за вас представува зборот подарок? Повеливе? Подарокот за мене представува среќа, кога ќе се добри подарокот до срцето, тогаш љубовта пораснува цело. Одлично, Иве, колку убав одговор. Другите да видам како размислувате, иле? За мене подарокот е љубов и среќа. А така, љубов и среќа. Да видам како останатите размислуваат, Стефане? За мене подарокот е среќата на цела година и многу ме прави среќа. Добро, така размислува Стефанче. Тодорче да видиме? За мене подарокот е како топло срце, подарено од новата година. Така, не мора да биде само од новата година. Можеме илјадници поводи да побараме кога сакаме некому нешто да подариме, така? И ни остане уште сарето. Повели? За мене подарокот е детска среќа, кога Одлично. добија. Одлично. Добро, ученици. Преминуваме со помош на наставната техника, наставникот чита на глас, на изразно читање, тоа што значи исправени и да се внесиме во нашиот расказ. Да, Незаслужениот подарок. Беше тоа еден ден пред Нова година. Долгите улици на градот, градините, гранките на дрвјата, покривите на куќите и се наоколу беше облечено во бело. Снегот паѓаше тихо, додека белите снеголки прилегаа на бели пеперутки. Низ улиците, продавниците и пречарените излози беше преполно со луѓе. Градските автомобили заминуваат и доаѓаат од различни правци. Пристигнува еден црвен автомобил и поминува бавно низ главната улица. Кој ќе продолжи со изразно читање? Повеливе? Ученици, го прочитавме изразно нашиот расказ, се сретнавме со главните ликови и сега би сакала да направиме една некласична, необична содржинска анализа на нашиот расказ. Тој ќе го направиме со помош на наставните ливчиња. Повели Саре Душо, поделим ги плавите настани ливчиња на другарчињата и на нив ќе треба да напишете барем неколку карактеристики на главната личност во овој расказ. Многу ме интересира да видам како ќе го опишете главниот лик во овој расказ. Повелете, ученици, секој на своето наставно ливче, нека запише неколку карактеристики, значи ќе направиме еден краток опис на главната личност, а тоа беше ликот на детето Зани. Повелете. Ученици, дали завршивме со нашите карактеристики на главниот лик Зани? Да. Ајде би сакала да ве чујам што сте напишале. Повеливе? Јас ја напишав карактеристиката на Зани. Зани не е лошо дете, напротив, што ја призна грешката што ја направи на татка си. Јас очеков да напишете сите дека Зани е лошо дете, но погледнете, Иве размислува малку поинаку. Со самото тоа што ја признал грешката, Ива го карактеризира како добро дете, покрај сторената грешка. Се согласувам, Иве, значи му дадовме на некој начин шанса да се поправи, нели секој од нас може да се најди во таква ситуација, да сгреши. Но, покајанието, да ја признаеме грешката, рековне не прави големи луѓе. Да видам, Стефане? Зани е добро дете, си ја призна грешката што ја направи на татко. Значи Стефанче размислува многу слично како Иве. Се согласувам. Тодорче? Мојата карактеристика за Зани е невоспитано лошо дете. Во ред, ставот на Тодора дека Зани е едноставно лошо дете и не сме му дале шанса. Значи со други зборови тој не смее да се поправи. Во ред, тоа е твоето мислење, Саре? Моите карактеристики
карактеристики ще ги дадов за Зани. Тоа е лошо, некултурно, невоспитано и искрено дете. Оф, се најнегативно. Но во ред ќе кажеме дека тоа Зани видовме од неговата постапка дека си го заслужил. Да. Моите карактеристики за Зани се: Зани го погодил својот татко и тоа е невоспитано дете и искрено за својата грешка. Сакаш да кажеш дека искрено се покајал. Така. Значи сега твоите карактеристики ќе дојдат како пола со пола. Зани добро дете, Зани лошо дете. Повели Саре, постави ги карактеристиките на твоите другарчиња на нашата подвижна табличка. Така, а сега размислувајте да дадеме карактеристики на таткото. Таткото на Зани. Размислувајте, да? И може ливчињата да се поделат? Повеливе поделим ги на другарчињата. И размислувајте да дадеме краток опис или карактеристики на таткото на Зани. Ајде. Може да отпочнеме. Ученици, дали завршивме со описот на таткото на Зани? Да. Да? Слободно може да ми прочитате, повеливе? Описот на таткото. Таткото е добар човек. Тој го помена неговиот син за грешката што ја стори. Така, кога би била ти на местото на таткото на Зани, како би постапила Иве? Јас прво би го поменала, потоа ако не ја признае грешката, ќе добие малку ќутек. А и малку ќотеч. Така, повели Стефане, како го пише таткото на Зани? Таткото е добар човек, постапи правилно за детето, му даде друга шанса. Така, му даде друга шанса. Се согласувам, повели Тодорче? Тој ја призна грешката на својот син и е добар човек. Така, го окарактеризиравме како добар човек, повели Саре? Таткото на Зани е добар и мил, бидејќи му даде втора шанса на Зани. Така, и ти мислиш дека е добар човек, така? А повели? Таткото го преврнал Зани и тој му даде втора шанса. Така, значи ученици, што мислите? Сите можеме да погрешиме, така? Да. Но што треба да направиме? Искрено од срцето ние што треба да направиме? Да признаеме, Да си дадеме втора шанса. да ни дадат втора шанса, а ние треба да се покаеме или да ја признаеме грешката. Повеливе, собери ги наставните ливчиња на нашата подвижна табла, постави ги. А сега да размислуваме за она што е најважно од еден текст, а тоа е пораката. Што извлековме или што не подучува овој расказ или на што се научивме ние како да се однесуваме понатаму во иднина. Нели секој текст има своја порака? И што велиме, тоа е бисерот од еден расказ. Повели Саре, поделим ги ливчињата на своите другарчиња и ве молам да дадеме убава, мудра порака. Повелете. Ученици, дали секој од вас ја напиша пораката од овој расказ? Да. Може да ве чујам? Да. Повеливе? Мојата порака е, кога вината кога вината не се признава, срцето ќе се скрше. А кога ќе се признава вината, срцето ќе се скопи. Многу убава метафора. Одлично, Иве, се согласувам. Повели Стефанче? Мојата порака е да си ја признаеме грешката што ја направивме за да ни простат нам. А така, секој може да погреши, но кога признаеме, ќе очекуваме и нам да ни простат. Одлично, Стефане. Тодорче? Мојата порака е, ако ќе направиш грешка, а над срцето има црн облак, а кога ќе ја признаеш својата грешка, над срцето има светол облак. Многу убава символика, многу убава метафора, се согласувам, Тодорче. Да видиме Саре? Мојата порака е секогаш да ја признаеме грешката, за да сјаеме како сонце. Многу убаво, се согласувам. Повелиле? Мојата порака е, ние треба да си ја признаеме грешката како Зани. Така, сосема се согласува. Секој од вас напише убава оригинална порака. Што мислите, ученици? Дали ова порака ќе остане запишана на хартија или ќе се трудиме да ја примениме во нашиот живот?
Се согласувам. Повели Саре Душо да ги ставиш наставните ливчиња на подвижната табла. За домашна работа ќе имаме да твориме состав на тема Подарокот носи среќа. Дали ќе биде ова тешка тема за да твориме? Не. Сосема лесна. Сосема лесна, во ред. Да оставиме нашата читална со нашите прекрасни пораки, за кои ветивме дека ќе ги применуваме во секојдневниот живот.